Иако Преспанско-Пелагонискиот регион учествува со 13% од бруто домашниот производ на Македонија, иако тука се произведува 90% од вкупната електрична енергија, 90% од вкупното производство на млеко и јаболка, 70% од вкупното производство на тутун, иако тука живеат 220.000 жители, овој регион во однос на инфраструктурата со години е заборавен од државата и представува слепо црево. Против ваквата состојба остро реагираат бизнисмените од Прилеп и Битола, кои бараат итна изградба на автопатско решение од Велес преку Битола и Прилеп па се до границата со Грција. Велат инвеститорите бегале од овој регион токму поради лошите патишта. Тој автопат е стварно тој правиот автопат каде што ќе ни овозможи 42 километри пократок автопат и 1 час сигурно побрзо време на комуникација и пристигнување. Овој автопат е многу значаен што 250.000 граѓани од Грција кои се меѓу границата на делот меѓу Македонија и Грција, 200.000 од Албанија би комуницирале многу побрзо со овој автопат. Значи, таа комуникација ќе ни се овозможи да ги привлечеме тие странски инвеститори. Јас сум сведок на повеќе од 5 компании во овие 3 години кои што заминаја во Србија, во Босна, тој и Кромберг за жал, поради патната инфраструктура. Министерот за транспорт и врски Благој Бочаварски, кој денеска се сретна со бизнисмените од Пелагонискиот регион во Прилеп, не одговори конкретно дали владата ќе ја прифати идејата на бизнис секторот за изградба на овој автопат. Рече само дека оваа градежна сезона ќе се продолжила со изградба на двете делници од експресниот пат Прилеп Градско, кои што сега се во застој, односно делниците Градско Дреново, каде ќе гради компанијата Штрабах, и Дреново Фариш, каде треба да се избере нова градежна компанија, бидејќи владата го раскина договорот со шпанската Рубау. Годинава ќе започнала изградба на автопат, но само од Прилеп до Битола, а ќе се реконструирали патот од Битола до Меджитлија. Значи, ние имаме толку многу отпочнати патни правци овде и навистина сакам да тие мостови кои што ги гледаме покрај патот да конечно бидат патни правци по кои што ќе се движат возила, да ги расчистиме дилемите со Прилеп Битола, да влеземе во постапка и секако сме овде отворени да разговараме и за сите други барања и можности со цел да бидеме и сериозна држава, да тоа што е започнато да не го оставаме вака, заради тоа што сериозноста на една земја и првиот контакт на можеби странски граѓани кои што доаѓаат овде се патиштата. Ако сакаме да имаме убави патишта, треба ова што сме почнале да го завршиме. Бизнисмените пак остануваат на ставот дека овој регион конечно заслужува итна реакција од државата по однос на инфраструктурата, бидејќи над 8300 компании од овој регион вработувале околу 130.000 луѓе, а патниот правец Плетвар секоја година одзема десетици животи.